Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Костел е првата компанија во Македонија која се согласи да го плаќа корпоративниот данок од 15%. Остануваат зададените рокови и динамика. Автопатот Кичево-Охрид ќе биде готов до крајот на идната година. Општина Охрид креира нова страница за промовирање на туризмот во регионов. Старите занаети изумираат, ќе нема мајстор ни за лек. Илјадници туристи ги блокирале улиците за да ги гледаат ерупциите на Етна. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид по студеното и ветровито утро, во текот на денот имавме претежно сончево и студено време со локална облачност и максимална дневна температура до 4 степени Целзиусови. Во вечерните часови и во текот на ноќта ќе преовладува претежно ведро време со локална облачност и многу студено. Во четврток на британските острови и во Скандинавија ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде потопло со температури кои што ќе бидат во пораст. Во останатите предели од Европа доминација на поле на висок воздушен притисок што ќе услови стабилно време со сончеви периоди и релативно студено со дневни температури кои што ќе бидат под повеќе годишниот просек. Во западните и југозападните предели на Европа температурите се високо над повеќе годишниот просек. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево, но студено време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од -3 до 12 степени. Во Македонија во четврток ледено утро со појава на умерен мраз и ниски утрински температури кои што ќе се движат во интервал од -12 до -2 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево, ветровито и потопло време со благ пораст на дневните температури. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од -1 до 10 степени. Во Охрид во четврток имаме студено утро со појава на умерен мраз и утринска температура од -5 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево и потопло време. Ќе дува до умерен североисточен ветер. Максималната дневна температура ќе достигне до 6 степени. Во Охрид во петок и сабота ледено утро со појава на умерен мраз и ниски утрински температури кои што ќе се движат од -5 до -6 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево и потопло време со максимални 7 степени. Во недела умерено облачно време со повремени и кратки сончеви периоди. Утринската температура -3, дневната до 6 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи.
кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Продолжуваат инвестициите во германската компанија Костал во Охрид. Почнувајќи од денес, во Охрид во следните 3 дена се одржува глобална конференција за логистика и ланци на добавувачи. Присутни се представници од сите групации на Костал во светот. Продолжуваат инвестициите во германската Костал во Охрид и покрај големата криза во автомобилската индустрија која ја тересе Европа, странската инвестиција во земјава продолжува со инвестиции, раст и развој. До сега се инвестирани повеќе од 100 милиони евра. Според менеджментот, инвестициите ќе продолжат и во следните години, а ќе се отвараат и нови работни места. Само оваа година компанијата очекува раст за околу 50%. Минатата година завршивме некаде со околу 140 милиона извоз и плановите за оваа година се заради сите овие дополнителни инвестиции, развој и нови програми кои дојдоа тука во Охрид, дека ќе имаме извоз кој ќе надмине 200 милиони евра, што значи дека ќе имаме раст потенцијално и над 50% споредено со минатата година. Соработката со институциите, со државата е навистина важна, бидејќи многу од нашите активности, не само Костал како компанија, туку и за сите странски инвеститори е важно да имаме диалог и да имаме решавање на оние проблеми кои се поврзани со, например, хармонизација на царинските стапки, за да имаме исто ниво на конкурентност како нашите сестрински компании кои работат во Европската Унија. Владата е партнер и поддржувач на бизнес секторот. Минатата година била рекордна во привлекувањето на странски инвестиции и во иднина владата ќе продолжи да го стимулира секторот, рече вице-премиерот Александар Николски. Костал е првата компанија која што се согласи глобалниот корпоративен данок да го плаќа тука во Македонија и благодарам за тоа. Тоа се дополнителни средства во македонскиот буџет, тоа се средства кои што ќе влегуваат тука, а не во некои други буџети и очекувам во годините кои што доаѓаат да се развива соработката, да се отварат нови работни места, да расте извозот, да се зголемува девизниот прилив и на тој начин да расте и економијата. Можам со гордост да кажам дека минатата година ги очекуваме се уште бројките, но она што го имаме првично како најава од страна на Заводот за статистика, значи минатата година ќе биде рекордна година по привлекување на странски инвестиции во смисла на вредност на истите. Ќе надминеме за прв пат во историјата на Македонија 1 милиарда, а оваа година очекуваме истото да продолжи истиот тренд. Почнувајќи од денес во следните 3 денови во Охрид се одржува глобална конференција на логистика и ланци на добавувачи. Присутни се представници од сите групации на Костал во светот. Овој настан значи отварање на нови работни места, можност за развој на семејните бизниси и економски развој. Останува зададениот рок.
Пред почетокот на туристичката сезона ќе биде пуштен во употреба автопатот од Врбијани до Охрид, а до крајот на едната година и целиот автопат Кичево Охрид. Макотрпно се решаваат проблемите од лошо проектираното автопатско поврзување. Остануваат зададените рокови и динамика. До крајот на следната година автопатот Охрид Кичево ќе биде готов, најави вице-премиерот Александар Николовски. Секојдневно и макотрпно се решаваат проблемите од лошо проектираното автопатско поврзување, чија траса минувала низ градби од А категорија, од заштитеното подрачје на аеродромот во Охрид преку бензински пумпи, болници, хотели, објекти што не можат да бидат подложни на експроприација. Според Николовски, конечно е изнајдено законско решение, што е во процедура на донесување. Дополнително се решаваат и свлечиштата. Третиот проблем е со свлечиштата. Во моментов работиме. Јас поканив експерти од странство и не ми е срам да го кажам тоа, затоа што да знаеле домашните да ја завршат работата, ќе ја завршеле. Работат, кога ќе имаме решенија, исто така ќе ги презентирам во јавност. Заделницата од Подмолје до Струга има стриктни забрани од страна на УНЕСКО за градење во заштитениот дел на Охридското езеро. Нема да одиме спротивно на препораките на УНЕСКО. Многу е значаен статусот кој што го има и градот Охрид и Охридското езеро и секако дека ќе се прилагодиме на нивните барања. Дали тоа ќе значи поместување на трасата посеверно, или ќе значи целосно нова траса, или ќе можеме да се вклопиме во постојната траса, или ќе значи одсечка од Подмолје до Струга на која што би одела како сврзница на постојниот автопат Охрид Кичево, се работи кои што ќе ги дискутираме. Во однос на конечната цена на изградбата на автопатот Охрид Кичево, Николовски рече дека се прави се за да не се излезе од последната проектирана рамка. Општина Охрид креира нова веб страна за промовирање на туризмот и гостителството во нашиот регион, за што распишан е јавен повик кој е отворен за регистрирање на сите бизниси поврзани со гостителството и туризмот. Општина Охрид креираше нова веб страница visitohrid.com.mk посветена на промовирање на туризмот и угостителството во нашиот регион. Како дел од оваа иницијатива, од општината ги покануваат сите сопственици на хотели, апартмани, приватни сместувачки капацитети, ресторани и винарии да се регистрираат и да ги презентираат своите бизниси пред широката публика. Со регистрирање на вашиот бизнис на новата платформа ќе имате корист од зголемена видливост и онлайн присуство, директна врска со потенцијални гости и клиенти, подобрени можности за маркетинг преку насочени промоции, учество на настани за помнежување и соработка, потенцираат од локалната. Овој повик е отворен за сите бизниси поврзани со угостителството и туризмот. Крајниот рок за пријавување е 15 март 2025 година. Повеќе за начинот и условите за регистрација, заинтересираните може да се информираат на официјалната веб страна на Општина Охрид. Охридската стара чаршија со дуќани во кои се негувале разни занаети го менува својот лик. Старите занаети се во изумирање, а со тоа во заборав оди и дел од традицијата и историјата. Но и занаетите како водоводчија, електричар, лимар, кондораџија, шнајдер полека стануваат се подефицитирани и за брзо време ќе нема мајсторни за лек, велат од регионалната занетничка комора Охрид. Младите не сакаат да учат и да работат за нетчиство, затоа што сметаат дека тоа е тешко и неисплатливо. А на оние ретките кои сепак ќе се решат да отворат за нетчиска дејност, неопходна им е поддршка преку субвенции, олеснување на давачки и обуки. Во старата Охридска чаршија 80 години обстојува дуќанот на семејството Белеви. Фирмата за изработка на кожарски производи е регистрирана во далечната 1946 година. Опинчарскиот занаед го започнале браќата Ѓорги и Милан, а традицијата до денес ја продолжил Крсте Белев. Асортиманот се менувал од опинци и сарачка опрема на почетокот до рачно изработени женски и машки чевли, ташни и каиши. Дуќанот е најпосетен и производите се најценети од странските туристи, вели Белев, кој по 3 децении работа се надева дека некој ќе го наследи опинчарскиот занаед. Во 1990 година јас сум по струка дипломиран правник, значи правно-политички науки, завршив на Универзитетот во Скопје.
татко ми сакаше еден од фамилијата да имат учен, да не се сите опинчари. Па така му исполнав жалбата, но 2-3 пати конкурирав и тоа турбулентно време, знаете како беше 90-тите години, не успеав да се вработам и почнав и јас да го продолжам нивниот занает. Значи, од тогаш до ден денес работам самостојно. И шо ми е поентава? Ќерката ја обучувам и веќе и та знае да работи. Значи, сакам некој, ако мој, да го наследи занаетот. Но мал е бројот на млади луѓе кои сакаат да учат и да работат занает затоа што сметаат дека тоа е тешко и неисплатливо. Старите занаети се во изумирање, а со тоа во заборав оди дел од традицијата и историјата. Но дефицитарни занаети кои се потребни, а постојано се намалува нивниот број во занаечискиот регистар, се и водоводжија, инсталатер, електричар, лимар, клучар, кондураџија. Ако во Охрид пред 10 години имало 20 кондураџии, денеска се останати само 4. За неколку години ќе нема ниту еден. Што е, да речем, ето, незамисливо, не знам како кој би поправил кондури ако немат кондураџија. Опинчарите и тие се секогаш на работ на изумирање и уствари тој веќе занает дефицитарен кој изумира. Помалу шнајдерите се наред после нас и така да овие, пак велам, занаети кои се ниско профитабилни и тешко обстојуваат. Занаечиството не само што стагнира, туку и се уназадува, вели председателот на регионалната занаечиска комора Охрид Сашо Богоевски. Посочува дека час поскоро треба да се донесе стратегија за долгорочен развој на занаечиството. Најголем проблем моментално во занаечиството се дефицитарните занаети и занаетите во изумирање. Тие се ниско профитабилни, во голем дел и непрофитабилни дејности кои во најголем дел работат со загуба и тука ни е основна цел да се спасат прво тие. Се работат за една бројка од 1000 занаечи на ниво на република, што не е многу голема. И барам државата да ги ослободи од плаќање на придонеси за плата и од персонален данок. Или околу 10.000 денари месечно. На тој начин само можеме да ги зачуваме тие занаети, дури и да ги натераме младите да се занимаваат со тие стари дефицитарни занаети во изумирање. Изминатата година во Охрид имало 16 новорегистрирани занаечи. Од нив 15 започнале со занаечиска дејност со помош на грант од 6.000 евра преку Агенцијата за вработување. Самото тоа каже дека на самите занаечи им е потребно субвенционирање. Значи, ако не би биле тие субвенции од 6.000 евра што ги дават Агенцијата за вработување, минатава година ние ќе имавме само еден пријавен. Пред едно 7-8 години за секој ново вработување имаше ослободување 3 години од персонален данок и 3 години од придонеси за плата. И тогаш имавме најголем број на ново пријавени занаечи, скоро и до 40 се движеше бројката годишно. Минатата година 14 занаечи престанале да вршат дејност, дел поради пензионирање, а дел поради неисплатливост, односно ниски приходи. 814 сообраќајни прекршоци на територијата на цела држава вчера регистрирале полициските службеници, од кои дури 268 биле за непрописно паркирање. На подрачјето на сите 8 сектори за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден, 18 февруари, полициските службеници продолжија со интензивните сообраќајни контроли, при што биле издадени вкупно 814 платни налози, односно преземени мерки по основ на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и по основ на Законот за возила, информираат од Министерството за внатрешни работи.
Најголемиот број изречени прекршоци, 268, се однесуваат за непрописно паркирање, а 171 се однесуваат за непочитување на брзината на движење. Без возочка дозвола биле санкционирани 48 лица, за некористење на сигурносен појас регистрирани се 43 прекршоци, а за користење на мобилен телефон при возење констатирани се 27 прекршоци. Во рамки на контролите во 16 случаи евидентирано е поминување на црвено светло, потоа суми на возачи управувале возило под дејство на алкохол, а прекршочни санкции им били изречени на 27 пешаци како и на 8 на велосипедисти. По однос на законот за возила, евидентирани се 15 нерегистрирани возила, како и 5 возила кои биле технички неисправни. Засилените сообраќајни контроли продолжуваат на целата територија на државата. Од МВР апелираат до сите учесници во сообраќајот за максимално почитување на сообраќајните правила и прописи. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.